Понеделник 15 мај е последниот ден до кој градоначалниците ќе имаат мандат да ставаат потписи, да делат плати, да се возат службени возила, но и да го организираат работењето на општините. За тие да преживеат, односно за да им се продолжи мандатот, неопходно е собранието да изгласа измени во собранискиот законик. Сепак за да се одржи таква седница, неопходно е прво партиите да се согласат меѓу себе за што ќе разговараат тој ден и дали воопшто ќе има волја да се гласа за продолжување на мандатот на градоначалниците. Џафериза во понеделник закажа итна координација меѓу представниците од политичките партии, на која би се разговарало и би се донела согласно за евентуални измени во изборниот законик. Во мигов, единствено брзо решение за спас од блокадата со која би се соочиле општините поради немањето градоначалници, а со нив и советници, е измена на изборниот законик. На пратениците останува како ќе гласаат за измените, односно дали мандатот ќе им биде продолжен до некој конкретен датум или пак ќе биде неопределен до закажувањето на следните локални избори. Прашање кое се поставува пред координацијата во понеделник е дали Џафери ќе успее да ги собере сите пратеници. ВМРО ДПМН е уште од 27 април, кога Џафери беше изгласан за позицијата што сега ја има. За него вели дека е нелегитимен и дека неговиот избор е направен со прекршување на низа одредби од собранискиот деловник, како и на законските одредби. Дискутабилно е дали ВМРО ДПМН, од каде и во денешното соопштение потсетија дека тој е нелегален, ќе се појави на меѓупартиската координација свикана од собранискиот спикер. Од истата партија вчера излегува и со предлог за локални избори, при што понудија 3 термини во кои тие би се одржале. Еден од термините предложија да биде на 2 јули, а другите два да бидат на есен, односно на 17 или 24 септември или пак на 15 октомври. Новиот предлог СДСМ одговорија неаргументирано, односно со коментар дека датумите за избори не биле лотарија. Вчера лидерот на СДСМ Зоран Заев како можни месеци за одржување на локалните избори ги спомена септември, октомври или ноември, но исто така истакна дека изборите можат да се одржат дури наредната година во март, април или мај.